Почитувани гледачи, се враќаме назад. Во моето студио се наоѓа гостин со извонреден талент, чија посветеност, разноврсност и уметничка храброст му донесо соработка со национални театри и почитувани режисери. Иако се уште не е вработен со полно работно време во театар, тој изгради кариера преку страст, дисциплина и слобода да избира разновидни предизвикувачки улоги. Денес зборуваме за неговото патување театарско, реалноста на независното глумење, уметноста зад неговите изведби и неговата визија за иднината. Ова вака како мал вовед, а секако самиот разговор ќе си донесе своји теми. Томе Станковски, актер, добре ни дојде во Неделен микс. Добро ве најдов, Марија. Благодарам на прекрасната најава. Многу ми е драго што сум тука за прв пат во 24 и особено што сум прв пат гостинка тебе во емисија. Ние долго време се знаеме, имаме заедно и соработувано и заедно учевме португалски јазик на факултет. Еден интересен податок, но ете, од јазиците ти се пренасочи на актерството. Како се случи тоа? Да, мојот актерски пат е многу интересен баш поради таа причина. Првиот мој факултет кога студирав филолошки, руски јазик и книжевност, нели подсе заедно студиравме португалски, ја поздравуваме професорката Анета Маневска, која што ми испровоцира да бидам дел од една приказна која се викаше Чернодрински се враќа дома, каде што глумевме на португалски македонски јазик и мојот прв настап беше на факултетот за драмски уметности, таму беше фестивалот пред 200 души и се случи магијата наречена театар, глума, нешто што сум го тлеел од дете од 7-8 години, како еден детски сон се реализираше некаде на 20-21 година. И од тогаш натаму бев на уште неколку драмски проекти аматерски со трупата од руски јазик и книжевност, за подосна да се приклучам кај Војот Цветановски во театрот од вториот кат, каде што ми беше ментор долги години, каде што научив покрај класичен театар, исто така и уличен театар, за многу години подосна на 29 мој 30 да запишам втор факултет глума на факултетот Европа Прима сега, ЕФТА или ЕСРА по позната, во класата на професор Дејан Пројковски и асистент Андреј Цветановски. Така што ете еден интересен пат кој што го поминав од аматер алтернативец до сега професионалец. Ништо не се случува случајно, нели? Се си има свое зошто, како, па така и твојот кариерен пат во актерството постепено си дојде. Ја поздравуваме професорката Анета Маневска. Таа навистина многу и кај сите нас некако пробуди креативно делување, ако може да се каже, кај сите буквално студенти што бевме таму, а кај тебе актерството и навистина е така, ти уште во тие почетоци одлично глумеше, а денес веќе си и признаен актер. Еве да започнеме од она што е најактуелно. Неодамна заедно со Македонскиот народен театар бевте дел од патувањето во Будимпешта, во нивниот национален театар таму, во представата Ничија земја. Со какви печатоци се врати од таму? Прекрасно, значи целиот помин во Будимпешта беше прекрасен, особено во Националниот театар Немзети Шинас, каде што гостувавме со представата Ничија земја. Морам да споменам дека тоа е мојата прва професионална представа како студент се уште на академија, каде што имав огромна чест да бидам актер во тој голем актерски ансамбл заедно со Сашко Коцев, нели, Александар Микич, Гора Светковски, Тони Михајловски, но најмногу од се да учам од европскиот признат режисер Александар Морфов, кој што, верувајте, тие 3 недели процес кој што јас ги имав, беа огромна школа, како еден, да не претарам, уште еден факултет, неговиот пристап на работата и ете, Ничија земја веќе трае одамно, од 2017-18 на репертуар си, но прв пат бевме на ова гостување, каде што многу посебно се цени театарската уметност во Унгарија, особено во Будимпешта и им се допаднавме на публиката, изигравме одлично, вратени 3 пати на бис и цела актерска екипа беше пресрекна. Тоа се уникатни емоции, баш и на мрежите можевме да видиме колку всушност беше громогласен и аплаузот од публиката. Тоа се нели единствени емоции, буквално. Да, така е. Знаете, секоја изведба, дури и во Македонскиот народен театар, јас сум таму надворешен соработник, нели, во тој ансамбл, или во друго гостување каде што сме биле Бугарија, Босна,
Имаат различен шарм, различен шмек, меѓутоа овде беше малку така некако одмерено, не пратеа. Сепак од Балкан доаѓа представа, каде што подоцна, нели, на крај се дојде тој аплауз кој што беше веќе познат по медиумите. Да, апсолутно е така. И еве гледам инсерти воедно и за представата Кокошка. На почеток на ноември се случи премиерата во театарот Комедија. Актери глумиш ти заедно, Билјана Драгичевиќ-Пројковски, уште неколку други актери. Представа, и таки не ги кажеш ти деталите, меѓутоа од твој аспект како ја гледаш, нели? Меѓутоа генерално представа која што се занимава со потребата за слобода, за копнежот и страста, да сака да се сонува, дури во свет кога станува студен и апатичен. Како што може да се каже дека и денешниот свет во кој што живееме. Што тебе те фасцинира кај тематиката на оваа представа и колку си задоволен од конечниот резултат? Јас сум пресреќен со оваа најнова моја представа. После долго време имав нов процес. Прв пат комедија, трагикомедија во продукција на театар Вортекс, но со голема благодарност на директорот Дарко Спасов кој ни ги отвори вратите да играме во театар комедија. Голема чест да се игра со Билјана Драгичевиќ-Пројковски, една од најдобрите актерки во Македонија и особено нормално со другите мои колеги Ане Блажовски, Кристина Гиева, Ванеса Тримчевска во режија на Теодора Силјановска. Кокошка е една интересна тематика каде што најверојатно секој втор ќе се препознае. Тоа не е едноставна комедија, има моменти каде што дури некои се прашуваат што е овде смешно, меѓутоа пробуваме да го изиграме на некој комичен начин. Луѓе интелектуалци, тоа е театар во театар, приказна театарска, уметници се сите во свој театар каде што колку и да делуваат интелектуално, нели, за светот, си имаат свој малограѓански моменти. Со тие малограѓански моменти во таа кал се заглавени и си прават пречки едни на други и некако сите сонуваат за слобода, за поавтентичен живот, но немаат храброст да излезат од тој кокошарник, да речеме. Се додека не доаѓа Нона, млада глумица која што им ги заматува сметките на сите. Јас го играм таму ликот на Васија, мажна Ала, која што игра Билјана Драгичевиќ-Пројковска. Тука имаме драми во бракот, нели? Тука и режисерот Фјодор, кој што игра Ане Блажовски, каде што самиот лик Нона испаѓа кокошката за сите овие ликови, кои што им прави проблеми, а всушност само ги спровоцира нивните духови, се што затрупале со години, конечно да си ги признаат, за на крај да заврши како што ќе заврши на еден убав начин, но тоа ќе оставам за следните изведби публиката да дојде да види. Едве чекам јас да ја погледнам и баш се надевам дека ќе има и кај самата публика, нели, место ќе се најде публиката и за оваа представа. Како независен актер, кои предности и предизвици ги имаш во споредба со актерите вработени во националните театри? Има реално многу актери кои што работат се уште во независни театри. Да, точно. Интересен е фактот што во Македонија многу актери имаме, квалитетни, талентирани, меѓутоа работат нешто друго за да, нели, преживеат за екзистенција, исто и јас. Што е убавината? Убавината е во, ќе кажам, слободата, можеби во храброста да се избере проект, да се избере момент каде ќе се игра, таа неизвестност која што ја гори страста, таа неизвестност кога ќе биде следниот проект, нели? Некако сето тоа е супер, меѓутоа од друга страна е суровата реалност каде што, нели, возрастни сме, со завршени факултети, професионалци, некојаш ти бара и умот и состојбата да бидеш во некаков ансамбл. Меѓутоа сметам дека треба многу повеќе самите национални театри да даваат шанси на независни уметници, на независни актери, да се има повеќе кастинци. Баш неодамна и пишав на таа тема и разговарав со многу мои колеги дека можеби треба да се случи прв пат театар да се изгради, независен театар кај што само независни актери ќе бидат, кои што нема да бараат и да молат за простор, нели, секогаш наоѓаме на отворени врати. Меѓутоа, можеби така театарот уште посилен ќе биде, помоќен. Ги имаме признаените МНТ драмски комедија, меѓутоа, верувајте, не само јас, да се трнам на страна, имам многу квалитетни дечки кои што се спремни да изгинат на сцена.
Така, има многу независни театри и мене и гости ми биле и други актери од независните театри кои што и награди добиваат, кои што се признаени, еве и ти исто така што ова е одлична идеја, например, да се направи еден театар за независната сцена. А Томе, како се подготуваш за нова улога? Како пристапуваш кон ликот и темата на одреден проект? Па сега како први нели се имат читачки проби без разлика дали е тоа театарска нели драма која представа или е сценарио. Први мора да се има читачки проби или сам со себе да го анализирам ликот, делото, целата приказна, многу читање, многу анализирање, многу размислување. Спробувам секогаш да се ставам во кожата на ликот што е можно повеќе, со цел да го разберам ликот, за автентично да го пренесам дали на сцена, дали пред камера. Сметам дека студиозен пристап е потребен, меѓутоа со секоја наредна проба нови нијанси, нови нешта излегуваат и на самата проба и на сцена и пред камера. И сега мојот начин е се препуштам често и на интуитивниот пристап. Не се водам само по логиката, што често ми носи и резултат. Нормално, тука е од голема важност и со какви партнери работиш, колку се слушаме, колку се почитуваме, нели, и насоките од режисерот. Така што од се по нешто во палетата на пристап во улогата, меѓутоа, еве ако можам да одберам, интуицијата оставам да ме води во запознавање на ликот и на целото дело. Да, убаво кажано, интуицијата некогаш нели најважна е, повеќе од логиката што се вели. Па така излегува некако, да. На крајот сепак и така му доаѓа. А која улога те обликувала најмногу како уметник досега? Може ли да се издвои воопшто? Па можам да издвоам две, да кажеме. Например, за улогата во Јас сум актер човек во режија на Теа Беговска, тоа е досега единствената моја награда конкретно за најдобар актер на фестивалот во Приштина пред 5-6 години, каде што сите нијанси на тој лик, сите поделености внатре некако ми остана во големо сеќавање, ми помогна понатака да пристапувам уште поинтересно, поавтентично во други приказни. Нешто што ме обликувало, ајде ќе издвојам Прометеј, кога го глумев во Човекот и огнот, во режија на професорот Дејан Пројковски. Многу интересно, премиерата беше во Иран, верувате или не, во северен Иран, во Табрис. А втората извада беше во Албанија, во античкиот театар Бутринти. Таа представа не се одигра во Македонија, но ме обликуваше мене затоа што премиера, Прометеј, силна улога, важна, тежок карактер, тежок лик пред иранска публика. Беше многу интересно искуство, каде што игравме на чист македонски, без превод и бевме малце потремале како се ова ќе го прифатат овде. Само што стапнавме, меѓутоа беше проследена прекрасно. 20 минути поздравување со нас актерите, не можевме да отидеме позади сцена да се пресоблечеме. Ме обликува поглед на сватив што значи навистина не само сцена, не само голем лик, туку и голем лик одигран во странство. Тоа е таа представа сега што ја гледаме, тоа е делот со Прометеј, каде носи некој нов шарм, нова нијанса, нова почит, не само кон делото, туку и ликот, туку и кон нашата земја, зашто ние сепак сме тогаш и амбасадори на сопствената земја, нели? Така. И истото чувство го имав и во античкиот театар, малку поинако во Албанија, во Бутринти. Така што ете тоа ме обликувало за да сватам дека да, убаво е да се игра дома, но со истата жар треба да играме и поголема и во странство. Така е, тоа е ова искуство со Иран, па и со Албанија, навистина уникатни, нешто што не се доживува секојдневно и се надевам дека и така има можеби прилика таа представа да ја види македонската публика. Можеби тоа беше сепак поодамна пред 5-6 години, меѓутоа зошто да не, идејата нека е тука, тоа со малку на враќање на проби можеби ќе се случи. Апсолутно. Сега гледам и од инсертите дека ставаш фокус и си посветен исто така и на уличниот театар. Тука можеме да видиме и Христина, ја поздравуваме, твојата сопруга, која што исто така е во актерските води, нели? Па кажи ни која е магијата на уличниот театар? Уличниот театар е тотално различна убавина од индор театарот, ќе го наречам. Член сум на Сдруженијето Театрос со години,
нели како што кажав претходно под менторство на Воје Цветановски имав шанса и чест да пропатувам низ многу земји, не само кај нас, туку и во Хрватска, во Австрија, во Словенија на на големи фестивали. Магијата на уличниот театар е неспоредлива со нешто друго, затоа што е покрај што е сега и тука, на улица поминува секој. Може да помине и тажен човек, и нерасположен, и весел, и родители со деца. И во тој еден момент од секунда до 4, ако успееме да им го задржиме погледот, да изнудиме насмевки или само да ги испровоцираме со нашиот акт, нели секој што одиме со некоја приказна, се случува нешто посебно, бидејќи ние тогаш молчиме, ние не зборуваме, нашите тела зборуваат, нашите лица, очи. И многу мене лично ми помогнало уличниот театар да се снајдам на сцени во класичниот театар, кога некој ќе сгреши, кога ќе има утна текст, кога дали кај мене, дали кај партнер, дали нешто непредвидливо ќе се случи на сцената, уличниот театар ме научи како да се снајдам во моментот и да се вратиме на суштината на приказната. Така што нормално некогаш е тешко, стоиме и по 3-4 сати, меѓутоа на некој начин делува и како медитација и многу помага на секој колега актер што не пробал уличен театар, жива статуа, пантомима, го охрабрувам да проба, да си даде шанса, навистина помага. А какви ситуации си имал досега со минувачите, со луѓето? Заинтересирани ли се, љубопитни ли се? Да, 90% се срекни, сакаат улична уметност, интересно им сакаат да се фотографираат, особено децата се радуваат. Некогаш децата знаат и да се исплашат, не доживуваат како страшни со сите тие шминки. Меѓутоа не сме имено и на нели незгодни ситуации, затоа што секогаш и едукативен е моментот, не е само културен и уметнички. Не, мислам, имало ситуации, ни се дереле во фаца на уво, нели, се случнало и да не плюкнат, не знам зошто некој ете така помалку образован. Меѓутоа, тоа било се со цел да ни спровоцира да излеземе од акт. Не се случило тоа, можеби сме се изнервирале секако, меѓутоа тоа е улицата. Зборувам ова повеќе кога сме биле на места кај што секој ден сме стоеле. На фестивали сепак е покултурно, посредано има обезбедување, не е тоа така. Меѓутоа, се случува и тоа. Така. Се снаоѓаш, некогаш доволно е само поглед, некоја со поглед сум ги решавал работите или со кратко викање не, тоа не се прави за да дам пораки енергија да не проложат. Така. Затоа што треба пред се да се свати дека тоа е култура, тоа е уметност, тоа е некој човек што сега вложил во себе, во шминка, за да пренесе убава порака, да не се гледа 200, барем 3 сати, да не се гледа црна хроника, да се ужива, да се направи фотографија, а не да се исмеува артистот. Иако тоа ретко се случувало, без разлика каде сум настапувал. Така е. Кои теми или приказни те привлекуваат најмногу при изборот на проекти? Дали сакаш повеќе, например, по-класични улоги или по-современи? Разбирам, да. Без разлика дали се класични или посовремени автори или ликови, мене секогаш најмногу од се ме интересира човечноста во ликовата, кога се обработува човекот како тема, индивидуалецот во овој свет, во секое време, дали во минатото, дали сега ова време кое што го живееме, нели, многу пати се размислува на колективизмот, што може да направи, се заборава човекот што поминува низ животот, низ процесите, така што секогаш нијансите на ликовите кои што носат со себе многу трансформации и темни и светли страни ми се провокација да го работам тоа. А сме те гледале во различни и кога станува збор театарот, па и телевизиските серии, филмови, рекламите исто така. И тоа е она мокна трансформација на актерот. Некогаш играш позитивен лик, некогаш негативец. Секако, да. Например, еве, мене една од по-захтевните улоги ми беше во представата Инферно во режија на Дејан Пројковски, прекрасна представа која што беше во продукција на Велешкиот театар, кој бил знае што направивме тогаш. Таму има улогата на демонот на злобните во четвртиот круг, како и нели улогите на Сократ. Меѓутоа, конкретно таа демонска состојба да се испитува, да се анализира, да се игра, мене ми беше туѓа на томе како човек, меѓутоа некако низ пробите таа
мораше да се фатат тие темни нијанси со цел Данте да го прикажеме онака како што треба, нели, односно пеколот на Данте. Не знам, сакам да глумам и во комедии, но некако по предизвик ми се овие по негативци, можеби баш поради таа да се пробаш. Да најдам нешто ново или кај себе, но и кај ликот. Ете, во Бистра вода бев во серијата како во улога на шефот Методи, во режија на Јани Бојаджи, таму играв шеф на разузнавање, така што ете имав шанса да го откривам тој свет. Так, интересно секој случај. Да, апсолутно, и можноста за соработка со врвни режисери, актерски екипи, нели е нешто што го обогатува твоето актерско искуство. Претпоставувам дека исклучително ти е важно да соработуваш. Апсолутно, да. Секако е драго да се соработува со веќе докажани, меѓутоа сум спремен и да соработувам и со млади, спремни, нови режисери кои што имаат визија, знаат што сакаат. Нели да не биде сега тоа сватено дека само работам со веќе докажаните, бидејќи има многу млади дечки кои што имаат што да покажат, да дадат и на актерот, но и на сцената и на културата во Македонија и пошироко. Така да. Апсолутно, да. И ете, ти освен актерството имаш и предавано, значи педагошка работа како професор по актерска игра. Ти исполнува ли да го пренесуваш знаењето на немладите? Апсолутно, ја многу уживав во таа улога. Нели работа во меѓународно училиште во Скопје, каде што 7 години предавав и македонски јазик, но предавав и драма, предавав театар на 7, 8, 9 оделение генерално, но и помалечките и големи представи, мали, меѓутоа многу повеќе ми било важно од час во час, од проба на проба што поминуваме. Најмногу со оние дечиња кои што биле поповлечени, посрамежливи, кои што се борат да кажат нешто во животот, меѓутоа имаат некои стравови, анксиозности. Најголем мотив тие ми били, многу често тие направиле одличен резултат на сцена, многу поголем од нели џамбазите што ги знаеме во оделението. Ми фали педагошката работа, моментално не работам тоа. Лани бев во едно приватно школо, меѓутоа како велат, еднаш учител секогаш учител. Така, и никогаш не се знае. Да, учителството ми помогна многу во актерството и обратно, актерството ми помогна многу во учителството. Совршен баланс е да се пренесе. Така што прекрасни спомени, ја ми се ги поздравувам сите ученици. Така е, голем поздрав секако. Томе, како што спомнавме, заедно со Кики, твојата сопруга Христина, таа исто така актерка, како е да се работи, нели, приватно сте соработувале, сакам да кажам и професионално сте соработувале, и приватно сте заедно со неа, како е да се функционира? Како функционира двајца актери? Да, интересно е. Христина е, не дека е моја, нели, сопруга, е одлична актерка, таа исто така работи на факултетот за драмски уметности, асистент професор на предметите теорија и историја на драма. Интересно е кога разговараме за сцената, за филмот, за ликовите, без разлика дали играме заедно или не играме заедно, да си дадеме различни мислења, меѓутоа некогаш може да биде и предизвик, од смисол на еве сега сме тазе родители, си го имаме бебето, нашето синче Војдан, веќе 6 месеци, да, и јас бев многу одситен со пробите за кокошка, па се случи ничија земја патувањето и таа одсутност, знаеш, како на мајка по дома и значи подршка во тие моменти. И некош се ајде веќе заврши со тие проби, викам добро. А не е до тебе, нели? Да, не е до мене, едноставно динамиката се случила, нели? И знаеме да се нашалиме, добро, не заборави дека и ти си актерка и ти може утре да имаш процес, па јас. Така да си има своји предизвици, нели? Но и предности, нели? Бидејќи се разбирате во однос со самите улоги, па консултација, претпоставувам, па сето тоа. Секако. Околу градење на улогата, баш убаво, баш интересно, нели? Сега Томе, може да позборуваме и за нешто што ме интересира, а тоа е кој момент во текот на глумењето на сцена ќе ти остане врежан за секогаш? Каква ситуација или некоја анегдота, нешто што се случувало во тек на представа или проба? Па дефинитивно ќе спомнам мојата награда во Приштина за најдобар актер, кога тоа беше прекрасно организирано на тој фестивал, веќе 8-9 година поред, јас бев на третото издание.
каде што беше на ниво на, се нема да претарам Оскари, меѓутоа на многу високо ниво со снимање, со најава кои се номинирани, со на друго, нели не очекуваш во тие моменти дека ќе бидеш одбран и нели категорија Best Actor и се случи таа вест дека сум одбран за најдобар актер на фестивалот и тоа не можам да го заборавам, тоа секогаш ќе го носам со себе. Е многу интересно чувство кога ќе добиеш награда или кога си номиниран, сум бил номиниран и за други. Има некој притисок, сега на следната изведба на пак представата си правиме ние актерите некој притисок, леле да докажам зашто е таа награда, тоа е многу голема грешка, треба многу брзо да се расчисти со таа еуфорија, со тие чувства, бидејќи секоја следна изведба имаш нова публика, во ред што си земал награда, меѓутоа треба автентично да се пренесе пак приказната, нели? Така што тоа е, би рекол. Има и други. Честитки за наградата, навистина и тоа е голем успех за најдобар актер, нека ти се множат понатака признанијата и верувам дека се поттик, нели? Се поттик за понатака. Секако. Апсолутно. Кои се твоите предстојни проекти? На што си моментално фокусира? Па се очекува Кокошка да се игра на репертоар, тоа е најавено во јануари ќе биде најверојатно од 20, 21, 22 чекаме потврда од директорот. И ќе биде Кокошка на репертоарот на комедии. Многу се радувам, па еве шанса да дојдете тука од 24 вести на нашата убава представа. Ничија земја нели си продолжува. Имам дадено согласно за 2 проекта кои што треба да бидат избрани од Министерство на конкурсот, кои што резултатите се во февруари. На едната представа е режисер Александар Јовановски, на другата Атила Антал, но за тоа повеќе сакам кога ќе дојде време, бидејќи кога се чека да биде одбран проектот, подобро да не се зборува. Меѓутоа има нешто. Имаме поводи секако и за понатака за следни интервју. Тоа е од очекуваното, меѓутоа често се случува не очекувам повик, така да дали ќе биде серија, нова представа, реклама, јас покрај актерството, нели, се соработувам и со американска организација каде што нели тоа ми е за екзистенција, давам приватни часови, во периодов барам работа, така што живот е чудо, ќе видиме што ќе се случи. Така е, јас ти посакувам твојот квалитет и понатака да биде признаен и сето оно што ти го замислуваш да ти се оствари и приватно и професионално. Фала, исто и на тебе, Марија, и ти благодарам, ја многу уживав денеска. И јас исто така, се надевам дека на гледачите една пријатна енергија им пративме. Многу ти благодарам што ми дојде на гости. Фала многу. Ете, почитувани гледачи, се надевам дека и вам ви се допадна разговорот со Томе Станковски, наш актер. Ви посакувам да и вие имате убав остаток од викендот, да ги посетувате театрите, затоа што културата, без разлика на се она што се случува, е секогаш дел од нас и треба да негуваме. Гледајте неповторно и следниот викенд, а тотокаш бидете поздравени.